Зошто за прв пат доцна и државната помош за странските компании, премиерот Мицковски прстот го впери во антикорупционерите. Не добиле мислење од комисијата дали за време на локални избори такви средства можат да се исплатат, па поради тоа одлучиле да почекаат да завршат изборите, па да ја поделат поддршката. Вети дека ќе ја добијат деновиве, но ова не се единствените пари што не се легнати на сметките. Деловните субјекти во земјава не ги добиле ниту средствата од финансиската поддршка за инвестиции за лани, а за годинава не се потпишани договори. За ова веќе е задолжен и генералниот секретаријат на владата да се разгледат извештаите за исплата на парите. Без разлика дали е за 24-та, ние се обративме до Државната комисија за спречување на корупција, не добивме одговор. Да добивме одговор да или не, да беше да, ние ќе го направивме. Тоа добивме општ фразиран одговор и чекавме да завршат изборите, сето тоа ќе се заврши денес. На прашање на Телма, какво било мислењето од ДКСК во однос на државната помош за инвеститорите, од комисијата ни одговорија дека до нив барање за мислење стигнало од ТИРС, но дека тие по закон не се надлежни да даваат мислење за време на изборен процес. Одлука носи одговорното лице на институцијата, а ДКСК во случај на констатирани прекршоци и злоупотреби постапува. Главните менаџери пак од странските компании од зоните коментираат дека со државната помош прв пат се доцни и тоа не е добро за државата. Оно што сакам за државната помош да кажам дека оваа година прв пат имаме девијација. Заради изборите се уште не е исплатена државната помош. 12 години се исплаќа државната помош на време и имало не знам колку избори, никогаш не дошло до доцнење. Оваа година прв пат не се исплаќа со информација дека е тоа заради локалните избори. Тоа е нешто што мислам дека не и треба да направи. Ова се случува во време кога многу од странските инвеститори во земјава се соочуваат со проблеми во работењето поради кризата во Германија, земја со која најмногу се соработува. Две од компаниите, Аптиф и Дура, се пред затворање на погоните. За ваквото заминување премиерот Мицковски пред извесно време кажа дека не е крај на светот. Познавачите пак сугерираат дека треба да се обидеме да ги задржиме инвеститорите кои веќе извесен период работат тука. Според бројките, во првите 2 квартала лани странските инвестиции изнесуваат над 560 милиони евра, годинава пак во истиот период се нешто над 220 милиони евра.